26 години охридските бродари мака мачат со недостигот на марина. Иако Охрид има идеални услови за развој на наутичкиот туризам и се поголем број граѓани купуваат пловни објекти, тие нема каде да се усидрат. Проблемите се најголеми во зима, кога пловилата се усидруваат на градското пристаниште, кое е претесно да ги собере сите. Дрилиците што се во моментов во пристаништето се со фиксни кобилици. Заради нивната големина на кобилиците не сме во можност да влеземе нити во каналот, нити на било кое друго место. Единствено место за сидрење во моментов е градско пристаниште, каде што веќе и нема место. Идат времето на ветровите, да наречам така, каде што и големите бродови мора да се укответ натре. Дел од дрилиците ќе бидат извајани во сува марина. Од капетанија велат дека изградбата на марина треба да започне што е можно поскоро. Веќе нема ниту време ни простор за одложување на проблемот. Мора итно да се почне да се работи на дефинирање на внатрешниот простор за паркирање на комерцијалните бродови и едрилици, регулирање на користењето паркинг и плаќање, како и проширувањето на градското пристаниште, малите пристаништа и каналот Студенчишта. Сите ние сме едногласни дека надоградбата на Охридското пристаниште е една голема неминовност со два краци кои што би го заокружили како целина и би го направиле заштитено од надворешни влијанија, односно од влијанија на јужен и југозападен ветер, кој што ствара најголеми проблеми на Охридското крајбрежје и нормално адаптирање на еден дел од каналот кој што навистина е измислено место за зимување на пловни објекти, значи преку отварање на некакви краци, определен простор кој што би се докопал и така натака, значи тоа е во моментов најреалистичното и најевтиното решение. Во моментов на пристаништето во Охрид има 10 едрилици, а има најава за пристигнување на уште 10 вакви пловни возила. Едриличарите, како и бродарите, се надеваат дека нивниот проблем наскоро ќе дојде до слухот на надлежните и туристичкиот центар ќе добие марина која одамна му е потребна. Со тоа ќе можат заеднички да го развиваат наутичкиот туризам за кој е се поголем интересот и кај охриѓани, но и туристите кои престојуваат во градот.